Денес го имаме оперативниот систем Linux Mint, верзија 22.2, издание Cinnamon. Покрај ова издание имаме достапно уште две други изданија, XFCE и Mate изданието. Cinnamon е најпопуларно, бидејќи е најслично со Windows оперативниот систем и луѓето кои што сакаат од Windows да се префрлат на Linux, најчесто го избираат овој оперативен систем и ова издание. Работната површина на Linux Mint изгледа вака. Денес ќе погледнеме малку кои алатки се достапни за персонализација, кои програми се преинсталирани, како може да инсталираме програми и како сето тоа изгледа. Работната површина на Linux Mint е доста едноставна и слична на Windows. Имаме на работниот екран икони, во долниот агол имаме панел. На панелот имаме мени каде што ни се прикажани сите достапни програми кои што се инсталирани на компјутерот и икони кои што се прикачени за брз пристап. Во долниот десен агол ги имаме системските икони, иконата за поврзување на интернет, доколку имаме достапно бежична картичка, тука ќе се појават сите мрежи, иконата за звук и часовникот, доколку кликнеме на него го имаме датумот и настаните кои што се синхронизираат со календарот. Доколку погледнеме тука, Linux Mint ни дозволува многу поставки за персонализација на оперативниот систем и ние ќе започнеме со тоа да видиме кои теми ги имаме достапно. Преинсталирано имаме 3 теми, од која ова е стандардната, може да избереме помеѓу темна и светла позадина и исто така може да избереме друга боја. Доколку избереме некоја друга боја, копчињата се менуваат, односно бојата на копчињата, но исто така и боите на иконите, односно се избираат други икони. Доколку ги отвориме напредните поставки, може да направиме некои други измени, но исто така имаме опција да превземаме други теми од интернет. Имаме достапно доста теми за да превземеме. Јас ќе ја превземам оваа тука и ќе направам малку измени на системот. Можеме да избереме друг изглед на покажувачот, друг изглед на програмите, можеме да избираме други икони, повеќето од нив се стандардни за Linux Mint. Јас ќе изберам оваа тука, Papyrus Dark, и исто така може да ја менуваме темата на Cinnamon работната површина. Тука имаме исто така некои дополнителни поставки. Можеме да ги менуваме ефектите, односно анимациите при отворање и затворање на еден прозорец. Можеме да ги исклучиме исто така доколку не сакаме да има анимации и може да избереме кои анимации сакаме да ги има. Например, тука може да избереме кога отвараме нов прозорец, анимација за затварање на прозорецот и за минимизирање на еден прозорец. Имаме можност да ја промениме брзината на анимациите, доколку сакаме поспоро или побрзо. Имаме можност да ги менуваме иконите, односно алатките во долниот десен агол. Доколку ја активираме ова икона, може да видиме дека како на Windows оперативниот систем може да ги сокриеме сите прозорци со притискање на ова дугме. Можеме да превземаме дополнителни алатки.
Има доста голем избор и лесно се превземаат со притискање на копчето за превземање. Доколку ја активираме оваа летка што ја превзедовме, ќе ни се појави временската прогноза според локацијата каде што се наоѓаме. Може да избираме други позадини, имаме доста преинсталирани, некои се од Linux Mint оперативниот систем, но исто така тука има и дополнителни позадини. Ги менуваме со едноставно кликање на нив. Имаме можност да додаваме некои алатки на екранот, например може да го додадеме часовникот и да го преместиме каде што ни одговара. Исто така имаме можност да превземаме дополнителни алатки. И доколку ја уклучиме, ќе се појави на работниот екран. Тука имаме дополнителни опции, например може да ги исклучиме декорациите или да ставиме наслов на истите. Можеме да превземаме дополнителни екстензии и овие екстензии обично може да се за панелот или за целата работна површина или пак дури за прозорците. Например, доколку ја превземеме оваа екстензија и ја активираме, ќе видиме дека панелот во долниот дел ќе биде заматен и со прозирна позадина. Може да превземаме екстензии за прозорците, како што е оваа екстензија, например, ќе ни даде друг ефект кога го помераме прозорецот. Може да избираме други фонтови, кои што ги користиме, например, стандардниот фонт е Ubuntu Regular. Јас ќе го променам на некој друг. Можеме да ги менуваме фонтовите за документи, за терминалот и исто така за насловот на прозорците. Подолу имаме некои дополнителни подесувања за фонтот. Можеме да ги додаваме нашите сметки. Например, доколку го додадам мојот Google акаунт, ќе ја добивам сета пошта на оперативниот систем и исто така сите настани кои ги имам ќе се синхронизираат во овој дел тука. Можеме да избираме кои програми се подигнуваат со стартување на оперативниот систем и тука може да видиме дека имаме поддршка за NVIDIA Prime технологијата, што значи дека ако го користите овој оперативен систем на вашиот лаптоп и имате пристап до две графички картички, ќе ви се појави икона тука која што ќе ви дозволи да ја изберете графичката картичка која што сакате да ја користите.
Во делот за администрација имаме менаџер на драйвери, кој што ни дозволува да инсталираме дополнителни драйвери кои што се достапни за системот. Ја имаме Gparted алатката, која што ни дозволува да форматираме тврди дискови. Можеме да го инсталираме Linux Mint на тврдиот диск со користење на графички интерфејс. Многу едноставно, треба само да се следи процесот и се е објаснето. Имаме можност да конфигурираме печатачи и имаме алатки за менаџирање на пакети и за менаџирање на ажурирање. Некои од стандардните апликации кои што се достапни, го имаме Rhythmbox за репродукција на аудио датотеки и Celluloid е програма со која што може да пуштаме видео датотеки. Го имаме преинсталирано LibreOffice пакетот, што значи дека може да работиме на документи директно од компјутерот. Во делот за интернет го имаме Firefox интернет прелистувачот, Matrix е алатка со која што можеме да комуницираме со други корисници на Matrix. Го имаме Thunderbird Mail, каде што може да ги конфигурираме нашите пошти и тоа ќе ни даде пристап до нашите имейл адреси. Transmission е алатка за превземање на торент датотеки. Во делот за графика имаме некои стандардни, како што е например оваа тука за организирање на вашите слики, алатка за цртање и исто така имаме можност да конфигурираме скенери. Тука имаме пристап до менаџер за архивирани датотеки, калкулатор, имаме можност да отвараме PDF документи, да прегледуваме слики, да пишуваме забелешки кои подоцна ќе се појават на екранот. Имаме алатка каде што може да додаваме клучеви и лозинки и во тој случај ќе ги складираме на компјутерот. Имаме алатка за правење слики од работната површина. Текстуален едитор, некои алатки за работа со мемориски уреди и алатка за праќање и примање на датотеки на вашата локална мрежа. Доколку го отвориме менаџерот на пакети, може да видиме дека во Linux Mint имаме пристап до два менаџера на пакети. Стандардниот е базиран на Debian и исто така имаме пристап до FlatHub менаџерот на пакети, каде што често можеме да најдеме програми кои не се достапни во другиот менаџер на пакети, но исто така и некои програми со понова верзија од стандардниот менаџер. Например, доколку погледнеме тука, имаме некои програми кои што се обележани со FlatHub, тие значи дека доаѓаат од другиот менаџер на пакети. Имаме можност да претражуваме програми според категоријата. Например, може да погледнеме тука во интернет делот. И долу имаме можност да избереме подкатегорија. Многу едноставно за користење и за инсталирање на пакети. На, Например, доколку сакаме да превземеме некој пакет,
треба да го пронајдеме. Тука ќе ни каже од кој менаџер доаѓа програмот и се што треба да притиснеме на install. Ова ќе ни каже колку меморија ќе се превземе, колку меморија ви е потребно на дискот и листа на пакети кои се неопходни за оваа програма да работи на вашиот компјутер. Инсталацијата ги инсталира сите пакети автоматски и по одредено време имаме пристап до програмата. Може да ја подигнеме и доколку видиме тука имаме пристап до IRC клиент. Можеме да претражуваме за пакети, например доколку напишеме Steam, треба да излеземе од сите категории прво, но може да видиме дека имаме пристап до Steam и може едноставно да го инсталираме со притискање на ова копче. Имаме достапен менаџер за ажурирање на системот, алатка со графички интерфејс, која ни нуди едноставен интерфејс за ажурирање на пакетите. Во овој случај самиот менаџер треба да се ажурира и тоа ќе го направиме со притискање на ова копче. Тука ни ги листа сите пакети кои што имаат понова верзија. Може да избереме кои пакети сакаме да ги ажурираме и потоа да притиснеме на ова копче тука. Доколку го инсталирате оперативниот систем на вашиот тврд диск, менаџерот на пакети работи во позадина и секој пат кога имате достапно ажурирање ќе ве извести со појавување на ова икона долу. Доколку го отвориме терминалот и напишеме NeoFetch, може да видиме некои од информациите. Имаме верзија на јадро, колку пакети имаме инсталирано, некои дополнителни информации и искористеност на меморијата. Доста едноставен оперативен систем за користење. За се што ви е потребно имате графички програма или алатка со графички интерфејс и е затоа многу често користен кај почетници, но исто така и напредни корисници кои сакаат оперативен систем и не треба да го користат терминалот претерано многу. Тоа е се за ова видео. Ви благодарам што го гледавте, ви благодарам што останавте до крај и се гледаме во некој наредно. Поздрав!